Денеска православната црква ги празнува светиот маченик Исидор и преподобниот Серапион Синдонит. Светиот маченик Исидор. Во времето на царувањето на Деки, Исидор бил земен од островот Хиос насила во војска. Тој од малечок се држел до верата Христова и својот живот го поминувал во пост, молитва и во добри дела. Па кога во војската се покажал како христијанин, војводата го зел на разговор и го советувал да се одрече од Христа и да им принесе жртва на идолите. Светителот на тоа му одговорил: "Иако ми го убиеш телото, на душата моја немаш власт. Јас го имам вистинскиот и жив Бог Исуса Христа, кој сега во мене живее и по мојата смрт ќе биде со мене и јас сум во Него. И ќе останам во Него и нема да престанам да го исповедам Неговото свето име, додека е духот во телото мое." Војводата наредил та најпрво го биели Исидора со воловски жили, а потоа му го отсекле јазикот. Но и без јазик Исидор со Духот Божи говорел и го исповедал името Христово. Меѓутоа војводата го стасала казната Божја и тој одеднаш занемел. Немиот војвода најпосле дал знак да го исечат Исидора, а Исидор и се израдувал на таа пресуда, па фалејќи го Бога, излегол на губилиштето каде што му била отсечена главата во 251 година. Неговиот другар Амони го погребал неговото тело, но затоа и самиот пострадал и примил маченички венец. Спаси ни, Сине Божи, воскреси из мертвих. Spasenija našego radi, voplotiti sja od Svjatija Bogorodici i prisno
kaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi. Edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Sjatomu Duhu, spasi Преподобниот Серапион Синдонит. Синдон значи крпа платно. Синдонит бил завикан овој светител, бидејќи својата телесна голотија ја криел само со една крпа од платно. Во раката носел Евангелие. Серапион живеел како птица без покрив и без грижа, преминувајќи од едно место на друго. Својот Синдон му го дал на еден бедник кој треперел на мразот, а тој останал сосема гол. Кога никој го запрашал, Синдоне кој те соголи, тој покажал на Евангелието и рекол: ова. Но потоа и Евангелието го дал за откуп на некој должен човек, кого доверителот го гонел во самица за долгот. Еднаш во Атина 4 дена не јадел ништо, бидејќи немал и почнал да вика од глад. Кога го прашале атинските филозофи зошто вика, тој одговорил: на тројца им бев должен, двајца подмирив, а третиот уште ме мачи. Првиот заемодавец е телесната поход, која ме мачеше од младоста. Вториот беше сребролюбието, а третиот е стомакот. Оние двајца ме оставија, уште овој третиот ме мачи. Филозофите му дале златник да купи леп. Тој отишол кај фурнаџијата, зел само еден леп, го оставил целиот златник и си отишол. Во својата старост мирно му се представил на Господа во 5-тиот век. Достойно est Iacovo